Господи, Господи, ли гледаш какви неправини се правят по луѓето? А ти туку така стоиш и само сеир си гледаш. Ај стори се мукај, па слези да им помогнеш на луѓето. Бре, Ашкетија, бре. Те слушам, бре, те слушам. 30 години ме молиш, нагла ми се качи со тоа твое молење. Слези долу да видиш какви неправиње. Бре. Метани. 30 години само корење јадеш и ме молиш. И сега велиш дека по светот се неправиње. Море, слушај, ми додеа веќе. Ќе се сторам сега во еден сиромав селанец и ќе те поведам по светот, та да видиш али се кривиње, али се правиње. Ашкетио, случајно си минував јас по твојата постница и те слушнав што збориш и што на Господа му се молиш. Велиш оти се било неправиње по светов. Слушај вамо, јас сум еден многу стар човек, чунки имам многу поминато ни животот и многу видено. Па си реков, не ќе е право што збори овој Ашкетија. Ај јас така, што ми така поминував покрај оваа твоја постница, па си велам да го земам овој Ашкетија со мене и да го прошетам. Ќе дојдеш сега ти со мене, ќе те прошетам и ќе видиш али по светот се само неправиње, али така треба да биде, две Ашкетио. Ај така. Ај сега стани и појди со мене да прошетаме и да видиме што се има по светот. Ај.
Ашкетио, студена водичка, да? Се напи малку да ти се олади жедната душичка. Чунки ти така цел живот си на сув леп, на корење и на водичка. Барем убава водичка се напи. Сега слушај ме ваму, Ашкетио. Убаво што те донесов јас тебе овде, покрај ова чешма. Чунки на крстопат. Оттаму пат, оттаму пат, оттаму пат. Тука патишката се крстуваат, така и луѓето. Ќе дојдат, студена водичка, ќе се напијат, ќе седнат, муабет ќе си чинат и многу други работи се случуваат на вакви места. Не разбираш? Сега, тука ти можеш да видиш многу добриње и многу кривиње, а и многу мерифетлуци. Не разбираш? Сега убаво се развадивме, а од тука ние да поиме и да се сокриеме горе. И да чекаме. Ќе видиш што се нема да се случи овде. А сетне, кај твојата послица, јас ќе ти растолкувам, ко што рекол Господ. А сега, ајде да појдеме. Ај, мајката, што е ова? Пари! Да иземам, ал не? Ќе иземам. Моја свеќа. Ај, Ана Сана. Добре, парите кај ми се? Кесето кај ми? Тука ги клобов? Кај чешмата. Мора таму да паднал. Бргу назад.
bre Goltan. Vraćaj go keseto so pare što go najde. Какво кесе? Moje kese! Јас кесе не сум видел. Застанав малку лепче да каснам и да се одморам. Давай ги парите, да не си ги земам сам, ей. Како што сме сами овде, можам да те отепам како куче. Абе, прави ми ти што сакаш, ама јас кесе немам. Ако сакаш ова лепчево да си го поделиме, та да каснеш и ти малку, може. Добре, ти мојата плич игра со мене, бре. Абе, слушај, што ти зборувам, бе, вади го кесето додека не сум го извадил пиштолот. Абе, вади ти што сакаш, бе, чорбаджи, ама јас кесе немам. Слушај, бре, Голтан еден, бре. Никој друг не помина за ова кратко време, бе. Само ти си. Вади го! Немам. Немаш, а? Немаш, а? Вади го! Од пајканот. Мори домакинке, не ти текнува за онаа чешма што ти кажував, а? Она со многу студена вода. Еве, а таа чешма. Толку време ја знам домакинке и стално од неа само ладна вода грга. Вакма чешма домакинке не ќе најдеш во 9 села, да знаеш. Ако да се одмориме малку, да се исправиме од така, велат дека кој ќе се напие вода од оваа чешма, само среќа и берикет има. Ти многу си пиел од оваа вода. Слушај, а велат исто и дека кој ќе се напие од неа, се подмадувал домакинке. Знаеш кога ќе се подмадам? Она му гори ќе се подмадам. Ајде, с краја нека е домакинке, ајде. Подмладуела. Ајде. Ева, чешмата домакинке. А ова е? Аја, само колека. Колека, бе, амам пред домакинке. Лепај, дојдовме до неа, зар сега ќе се тепува. Да има кај да се седни. Браво, така малку. Поднапи се, домакинке, поднапи се. Мори домакинке. Јас човеков? Што му е? Не е пијан, не? Да. Пијан? Е ли болен нешто да не, Не, мори домакинке, гледаш како е крвло сам целиот. Сигурно го има некој те понеме. Го отепале? Горе, сирома човек. Кој ли го отепал? Што да правиме? Како го оставиле, мори домакинке, вака за греота човекот. Да си одиме. Не, Да си одиме, Не, ќе домакин. помисли некој дека ние сме го отепале. никако. Не, ќе го погребеме како што е ред. Ние? Па греота е вака човеков достане, мори домакинке. Не е наша работа, домакине, да не се мешаме. Бре, како не е наша работа, мори домакинке? Слушај, јас одам да викнам поп. Јас ќе го патам ако треба, ама човеков ќе го погребеме со сите работи како што треба. Па греота е вака достане, мори домакинке. Што ти е, бе, домакине? Не, види, ти ќе останеш со него, Јас да додека останам? го, да не се посомнева некој. Ти ќе останеш со него, јас додека го викнам попот. Ајде. Сигома човек. Како ќе останам?
Сега, што ќе речеш на ова? Море Ашкетио. Знам што да речам и се ќе ти растолкувам. Ти ги ајде ние да станеме и да одеме кај твојата посница. Па таму ќе седнеме и се убаво ќе ти растолкувам. Ај станувай сега. Како ќе ми ги растолкуеш овие кривиња, а? Бре, Ашкетио. Се си има своje толкуење и свој одговор. Оној првио патнико што дојде да пие вода, кесето лели му падна покрај чешмата. Така, ти си овите. Дојде нели овчаро, го зема кесето и си избега. И си мислиш се што се случило. Со Арамилак направил чорбаџиство. Му го пленил имото на таткото од овчаро што го најде кесето. Па по толкова годиње, сино на чорбаџијата Арамија ги изгуби парите на чешмата, за да може да си најде сино на ограбенио овчар. Чунки така требало да биде. Чии си биде парите, негови се си и сега. И тоа си ги доби со се мемеле. Ами сиромавиот што умре на правина? Не е на правине. Така требаше да биде. Оти, сиромавио не беше тоа што ти го гледаше. Сиромавио беше предател и беше тргнал да го предај оној чорбаџија што си дојде со жената да се напијат вода на некој Арамија. Да го отепаат и да го ограбат. Значи сиромавиот не беше сиромав, туку беше предател. И подобро е да погини еден предател, одошто да загини еден чорбаџија со домаќинката си, кои правеле многу добриње на сиромаси. Значи добрите треба да си останат, а предателите да ги снемует. Ами патникот што го отепа сиромавио, ќе оде ли во пекало? Али ќе одит, али нема да одит, ич не е важно сега. Тој го отепа човекот си отиде. Тој цел живот путриот ќе го гризе совеста, патникот, и никаде не ќе може да се смири. Ќе работи, што ќе печели на сиромаси ќе дава. Куку да се смири, ама ништо. Чунки отепал човек, прошка за отепан човек не постои. Море Ашкетио, видели оти се по светот си е онака како што треба да биде. Се си е под конел. Ниедно нешто не е без друго нешто. Значи се мора да биде така како што и треба да биде. Арно, ама човек ако работи и само со добриње може да тргне по добар и чесен пат. Чунки се е во рацете на човекот. И однадвор никој не може да му помогне на човекот, туку сам себе си помага.